Ви благодарам. Почитуван колега Китев, гледам дека атерирате. Од најавуваната метла нема ни М. Веќе атериравте на обично освежување на владата. Освежување на влада која што требаше реално да си поднесе оставка, доколку демократскиот капацитет е на едно нормално ниво. Влада која што требаше да биде ремонтирана, а не освежена, како што вие кажувате. Има, барем не можам да бројам, од тие 26 или 28 министри, барем пола, на половина од нив требаше да им биде покажана излезната врата од министерствата кои што ги водат. Во ситуација кога капиталните инвестиции во државата се на едно такво ниско ниво, сите тие министри кои што треба да ја движат државата остануваат на нивните позиции. Говорите како во земјоделието во Македонија да цветаат рози, како да е не знам што, Шведска Македонија, не знам, некоја развиена, се извинувам, некоја развиена земјоделска држава. Па го имаме примерот, секој ден поминувате на кај дома покрај полињата со праски. Ако е таа идеална и розева ситуација, значи ние реално не можеме да ги согледаме проблемите со кои што се соочува владата на Република Македонија, проблемите со кои што се соочуваат земјоделците и сите граѓани. Се фалите дека биле постигнати многу успеси. Не знам, реално не можам од ова што укажувавте да најдам освен 2, 3, 4 реченици кои што соодветствуваат на реалната ситуација. Како што вие представивте Македонија во вашето обраќање, не требало ни воопшто да се менуваат директори, да се реконструираат министри, туку требало да им се зголемат дури ингеренциите на постоечките. Направи е ршум, државата ни е на колена, економијата ни е катастрофална. Верувајте дека ова метла, која што вие сега сакате да ја представите како освежување на владата, зарем се тие изморени за неполни 2 години министерување, се освежува обично таму каде што се заморени од работите, ама дефинитивно тие ништо не сработиле. СДСМ за жал е позната по салонски политичари. Кафенце, секретарка, луксузна службена кола, уживање во власта, во ресторани. Тоа е вашата дефиниција, за жал. Ви благодарам, Ѓоко.